Се чекаше цели 3 години за на помалку од година до изборите власта да реши воопшто да разговара за изборни реформи. За таа цел формирана е работна група која ќе треба да ги имплементира препораките на ОПСЕ-ОДИХР. Останува отворено прашање дали воопшто има време да се случат промените, за кои краен рок е 6 месеци пред изборите кои најдоцна би требало да се одржат на крајот на април следната година. Во трката со времето сигурно на помош нема да биде фактот што телото со кој ќе раководи поранешниот председател на ДИК Александар Новаковски се уште немало ни прва средба. Таа ќе се случи во среда на 3 мај. Првиот човек на работната група за изборните реформи вели дека има голем број забелешки од ОПСЕ-ОДИХР, пред се во однос на нееднаквоста на гласовите во една и во друга изборна единица. Има забелешки каде што сметаат дека се прекршени копенхашки критериуми, што е тешка забелешка. Значи, ние подолго време не сме имале, а во задните изборни цикуси се повторува таа забелешка, а тоа е за еднаквоста на правото на глас. Значи, за да се стане пратеник, во некои изборни единици се помалку потребни гласови него во други. Значи, тоа прашање мора да се отвори. Нема бегање. Опозицијската ВМРО-ДПМН нема да учествува во оваа работна група, но отворени се веднаш да поддржат менување на изборниот модел и една изборна единица. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски вели дека гласот на секој граѓанин мора да вреди еднакво. Според него не дозволува она што се случува во моментов, односно пратеник во 6-та изборна единица да се бира со 5500 гласа, а во другите со 7500. Ја повика власта да го прифати ваквиот модел пред следните избори. Јас апелирам до владеачката ДУИ и до коалициониот партнер Алијанса за албанците. Мислам дека како тие ќе донесат одлука, така помалиот партнер СДСМ ќе ја прифати, да излезат во јавноста и да ја прифатат ова одлука за една изборна единица. Наистина нема потреба од национализам, нема потреба од, би рекол, иредентизам. Секој граѓанин е еднаков пред уставот и тие што гласаат во Тетово и во Гостивар треба да се подеднакви како и што гласаат во Струмица, во Василево, во Босилово, Ново село. Од СДСМ не кажуваат прецизно дали се за или против една изборна единица. Наведуваат дека имале принципијални ставови и учествувале во работата активно и ги поддржуваат неопходните измени за имплементација на сите препораки на ОПСЕ-ОДИХР. Една изборна единица е веќе со години барање на сите помали политички партии, а е во програмите на помалите коалициони партнери на СДСМ, кои така би ги зголемиле своите шанси да добијат повеќе народни избраници. Непознат е ставот на албанскиот политички блок кои најмногу би загубиле при евентуална една изборна единица, бидејќи токму шестката е онаа проблематичната, таму се потребни помалку гласови за еден пратеник во однос на другите, а од таму доаѓаат најголемиот број на пратеници од ДУИ, Алијанса за албанците и другите албански партии.